Визијата на македонскиот бизнис ќе се оствари со железничкото спојување на Македонија и Бугарија. Според предприемачите, добро е што конечно гледаме конкретни придвижувања во изградбата на железничката пруга кон Бугарија. Претседателот на Бизнис конфедерацијата Миле Бошков за Алфа вели дека македонската економија ќе добие многу кога овој проект ќе биде завршен и според него добро е што конечно по долги години гледаме дека конкретно се работи. 20 на тунели, 50 на мостови, и повлечениот кредит, најавите за повлечениот кредит, тоа дава информација да веруваме дека ќе се оствари инвестицијата и поврзувањето со Бугарија, исто и со железнички сообраќај. Меѓутоа, за нас е ова, може да се каже и за идните генерации, и за бизнисот, остварување на визијата дека треба и да бидеме поврзани исток-запад. Во моменти кога државата се бори за рамномерен регионален развој, токму овој проект треба да придонесе да заживеат регионите од каде младите се иселуваат. Бошков смета дека со изградбата на овој капитален проект ќе има сериозен развој на североисточниот дел на Македонија. Има голем потенцијал да се развиваат повеќе сектори, повеќе индустрии. Меѓутоа исто така и повеќе млади или повеќе вработени да се привлекуваат во тој регион. Со новата обиколница околу Крива Паланка од Ранковце, патувањето е побезбедно, меѓутоа е искратено за 40 на минути до Софија. Според Бошков, инфраструктурните проекти во овој регион ќе придонесат и за развој на македонскиот туризам. Тие патници кои би патувале во иднина и кога би поминувале низ недопрена природа, можеби надополнета со нови алтернативни видови на туристичка понуда, кулинарство и така натаму, покрај стоките кои ги спомнавте, мислам дека од кога би се пуштила во употреба би била уште еден дополнителен подстрек за подобро живење во земјата. Инаку конечно македонската и бугарската влада постигнаа договор за реализација на овој проект. По договорот со бугарската влада се активира грантот во висина од 3,7 милиони евра добиен од Европската инвестицијска банка за техничка поддршка за Македонија да продолжи со изградбата на третата и најтешка фаза од железницата.